Човекот учи додека е жив, вели една стара народна поговорка. А вие, мили мои, денес ќе учите заедно со мене, Ана Бошковска, одделенски наставник во Основното училиште Блаже Конески Прилеп. Оваа видеолекција е наменета за ученици од трето одделение по македонски јазик. Наставната содржина е поговорки. Кога ќе ве замолам или сакате нешто да запишете во тетрадките, запрете го видеото. По извршување на активноста, продолжете со гледање. Се што ви треба за овој час е тетрадка по македонски јазик и молив. Што ќе учиме денес? Денес ќе научиме што се поговорки. Ќе го усвоиме значењето и пораката на поговорките. Ќе препознаваме и ќе разликуваме поговорки од останатите народни умотворби. Исто така ќе градиме интерес и љубов кон народното творештво. На почеток ќе ви прочитам една приказна. Ловецот и мечката. Многу одамна еден ловец ловел во густата шума. Одзад некоја грмушка слушнал жално виење. Помислил дека на некој му треба помош. И што ќе види? Тоа било една мечка со дигната шепа. Иако се плашел од мечката, таа почнала да го моли. Те молам, помогни ми, добар ловецу. Во шепава имам трн. Ловецот бил добродушен и веднаш и помогнал. И го извадил трнот од шепата. Ти благодарам, голем човеку, со олеснување рекла мечката. Од тој момент, замислете, тие се спријателиле. Ловецот дури ја поканил на гости во својата куќичка. Заедно вечерале и си легнале. Следното утро мечката го прашала ловецот. Како спиеше наќеска, ловецу? А тој и одговорил. Убаво заспав и некако го поднесував твоето грчење. Ама твојата миризба никако не можев да ја поднесам. Многу ми сметаше. Од овие зборови мечката многу се изненадила, а и многу се налутила. Удри ме со секирава по глава, му рекла луто. Човекот преплашен направил како што му рекла мечката. Ја зел секирата и направил крвава глава, рана во главата. Таа со трчање заминала во шумата. Поминале 2-3 години и во истата таа шума повторно се сретнале истата мечка и истиот ловец. Како си, Мецо? Среќно викнал ловецот кога ја видел својата пријателка мечка. Погледни ме во главава. Дали нешто гледаш? Рекла мечката. Не гледам. Човеку, раната на главата ми зарасна, но од лошите зборови што ми ги кажа, се уште тие ме сечат како рана, како остра сабја. Оти јазикот е поостар од сабја. Та бегај сега, тргни ми се од пред очи, му рекла мечката, а тој избегал. И вистина е така. Јазикот е поостар од сабја. Јазикот коски нема, ама коски крши. На почеток на ова видео јас ви се обратив со реченицата. Човекот учи додека е жив. Овие 3 реченици се викаат поговорки. Сега би сакала да го заприте видеото и во вашата тетрадка да напишете наслов поговорки. Потоа да ги препишите 3 поговорки, а потоа долу да напишите дека овие реченици се поговорки. Продолжуваме понатаму. Поговорките се кратки народни изреки. Тоа се мудри мисли. Поговорките ги измислиле постарите мудри луѓе за да ги советуваат младите како да се однесуваат во животот во одредени ситуации. Во минатото, многумина се досетиле да ги собираат и запишуваат народните поговорки.
Потоа истите ги објавувале во книги. Еден од најпознатите собирачи на народни умотворби, односно поговорки, кај нас бил дедо Марко Цепенков. Ова е дедо Марко Цепенков кој седи на масичка со своите напишани книги со собрани умотворби. Поговорките се дел од народната мудрост. Луѓето измислиле многу поговорки, а ние секојдневно ги употребуваме. Некои од поговорките се однесуваат на работата. Работата човекот го краси, а мрзата го гнаси. Лозието не сака молитва, туку мотика. Кој лете ладува, зиме гладува. Исто така има поговорки за слогата и за доброто однесување. Во слогата е спасот. Или сложни брајка куќа градат. Како ќе си постелиш, така ќе си легнеш. Секоја поговорка во себе крие порака. Во многу од изучените текстови среќаваме поговорки. Така, например, во бајката Звездени златници од брајката Грим ја среќаваме поговорката Добрината со добрина се враќа. Приказната Човекот учи додека е жив ни дава порака дека човекот на секоја возраст учи. Насловот всушност е поговорка. Така дедото од мало девојче научил дека ако во раката стави пепел, а на пепелта стави жар, ќе може да ги однеси од едно на друго место. И тој самиот во приказната признал дека човек може да научи и од дете. Поговорките се народни умотворби. Во народна мудрост или народни умотворби спаѓаат и гатанките, брзозборките и легендите. Гатанките се ваши умилени умотворби. Еве една. Дзид дзидосан, вар варосан, нигде дзирка ни продзирка. Оваа гатанка ми ја кажуваше мојата баба која бев многу мала. А одговорот секако го знаете сите. Тоа е јајце, така е, браво. А еве една брзозборка. Петко пеш по патот оди, патот право дома води. Ако брзозборките ги кажуваме неколку пати без престан, брзо, често пати и грешиме и тоа предизвикува смех. Легендите пак од друга страна се приказни како некое место го добило своето име. Поговорките и сите народни умотворби, освен што се умилени за децата, тие се богатство за еден народ. Што мислите? Каде можеме да најдеме поговорки? Па секако во книгите. А исто така можеме да ги прашаме и да ни кажат повозрасните. Баба или дедо знаат многу поговорки. А исто така можеме да истражуваме и на интернет. Јас кажав доволно. Сега за вас оставам еден предизвик. Направете своја книга со собрани поговорки. Можете да ги прашате баба, дедо, вашите родители, може да видите во книгите или да истражите на интернет. А за крај ќе ве поучам со поговорката. Подобро е да се спречи, отколку да се лечи. Ви благодарам на вниманието, до следното видување.